изградбата на нова општа болница во Кичево со процената вредност од околу 22,5 милиони евра беше во фокусот на посетата на заменик министерот за здравство Јовица Андовски, градоначалникот на Кичево Александар Јовановски, директорката на општата болница Маја Цветановска-Трајковска и делегација на Светска банка. На средбата беше разгледан концептот за изградба на новиот болнички комплекс, чија инвестиција е процената на околу 1,38 милиарди денари. Проектот има за цел да обезбеди современи услови за лекување, да стави крај на долгогодишните проблеми со болничката инфраструктура во Кичево. Заменик министерот Андовски истакна дека граѓаните со децении се соочуваат со несоодветни болнички услови, нагласи дека новата болница ќе овозможи поквалитетна здравствена грижа, додека здравствените работници ќе добијат современи услови за работа. Според проектот, новиот болнички комплекс ќе располага со современи одделенија за дијагностика, болничко лекување и ургентна медицина, како и со системи за медицински гасови и енергетски ефикасни решенија. Новата болница ќе обезбедува здравствени услуги не само за жителите на Кичево, туку и за населението од околните општини, со што ќе се намали потребата пациентите да се лекуваат во Скопје, Битола и Охрид. Од Министерството за здравство посочуваат дека реализацијата на проектот треба да обезбеди трајно и одржливо решение за здравствената заштита во Кичево и целиот регион, и во наредниот период ќе продолжат подготовките за неговата реализација. Во акцијска контрола спроведена ноќеска од 2 до 4 часот, полициски службеници од СВР Тетово, ОВР Гостивар извршиле контроли во 2 угостителски објекти на подрачјето на Гостивар, при што биле приведени 2 лица и 15 странски државјанки. Од Министерството за внатрешни работи информираат дека во угостителски објект во селото Чегране бил лишен од слобода 50 годишен маж МХ од селото Форино. Според полицијата, откако ги забележал полициските службеници пред објектот, тој заклучил влезната врата и ги предупредил присутните да избегаат. Со брза реакција, полициските службеници го спречиле бегството на повеќе женски лица преку задниот излез. Во вториот угостителски објект на подрачјето на полициското одделение Галате бил приведен 53 годишниот АА од Гостивар, откако при контрола кај него била пронајдена марихуана. Од МВР соопштија дека сите приведени се задржани во полициска станица. По целосно документирање на случаите ќе бидат поднесени соодветни законски поднесоци. Големите шумски пожари продолжуваат да беснеат во повеќе делови на Грција. Најтешко останува состојбата на југот од островот Крит во област Аретимно. Силните ветрови кои достигнуваат брзина до 125 км на час сериозно ги отежнуваат напорите за гаснење, поради што хеликоптерите и останатите воздушни средства не можат да интервенираат. Најголемото жариште е меѓу населените места Аја Параскеви и Лакумија, каде огнот брзо се шири низ ниската вегетација. Во борбата со пожарот се ангажирани 224 пожарникари, 53 противпожарни возила и 11 специјализирани шумски единици. Во пожарите животот го загубија 3 пожарникари, 2 загинале во јужниот дел на Ретимно, откако нивното противпожарно возило останало заглавено во густ чад. 3 пожарникар починал за време на интервенција на полуостровот Пелопонес. Поради ширењето на огнот, околу 8.000 жители и туристи се евакуирани од повеќе населени места во областа Ретимно, вклучително и туристичкото место Агија Галини. Дел од евакуираните се сместени во спортска сала и во други туристички капацитети. Грчките власти информираат дека започнало постепено враќање на туристите во областите каде што ризикот е намален. Пожари се активни и на островите Лесбос и Парос, како и на Пелопонес. Во рамки на истрагата за пожарот на Парос, грчките власти го апсија градоначалникот Костас Бизас, заменик градоначалникот задолжен за комунални работи, представник на компанија за собирање отпад и возач на камион, поради сомневање дека отпад бил истоварен на неовластена локација, што можело да биде причина за избувнување на пожарот. Истражителите не ја исклучуваат можноста огнот да настанал спонтано поради распаѓањето на отпадот. Најмалку 20 лица се повредени во руски ракетен напад врз украинскиот град Лавов, при што се уништени повеќе од 20 стамбени згради, едно училиште и 2 детски градинки, јави украинската новинска агенција Укринформ. Градоначалникот на Лавов Андрей Садови соопшти дека нападот бил извршен околу 4 часот и 45 минути, а најголемата штета е регистрирана на стамбени објекти. Според него, спасувачките екипи понатаму ги пребаруваат урнатините и работат на евакуација на жителите од погодените објекти.
Според украинските власти, за време на нападот, ракетите стигнале и до западните делови на Украина, при што во Лавов биле слушнати повеќе експлозии. Украинската противвоздушна одбрана била активно ангажирана во пресретнувањето на проектилите. Во меѓувреме, Руското министерство за одбрана соопшти дека во текот на ноќта биле соборени најмалку 258 украински беспилотни летала над повеќе руски региони, меѓу кои Белгород, Воронеж, Волгоград, Пенза, Црното море, Азовското море, како и над Крим. Руските власти засега не соопштија информации за евентуална материјална штета или жртви на територијата каде што според нив биле пресретнати украинските дронови. Под влијание на топла воздушна маса од југ, за време на продолжениот викенд и до крајот на следната седмица ќе преовладува сончево и многу топло време со мала до умерена локална облачност. Според прогнозите, дневната температура во целата земја ќе биде над 32 степени Целзиусови. Во одделни региони живата во термометарот ќе надмине и 40 степени. Метеоролозите најавуваат дека високите температури ќе се задржат и во ноќните часови, што ќе придонесе за појава на така наречени тропски ноќи, кога температурата нема значително да се намалува. Особено топло се очекува да биде од среда, кога на повеќе места во земјава дневната температура повторно ќе надмине 40 степени Целзиусови. Надлежните препорачуваат граѓаните да избегнуваат престој отворено во најтоплиот дел од денот, да внесуваат доволно течности и да ги почитуваат препораките за заштита од високи температури.